Благодарам, почитувани председавач, почитуван министер, почитувана колешке, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Господине Бесими, вакво фалење бесплатно, ја мислам дека немате добиено многу одамна. И тоа е добро би било кога бројките би биле тие би биле реални, овака не. Почитувана колешки. Се познаваме во ова собрание година и пол и на либерал да му кажете дека ги дели луѓето на мажи, жени, половите и така натаму, мислам дека не би беше умесно. Пак ќе кажам дека ја почитувам вашата храброст и одлучност да на ваков катастрофален буџет, во една ваква уште покатастрофална економска и макро и микроекономска состојба во државата, да излезете прва и да говорите. И тоа за мене е за почит. И вие сте пример за жена која што на јавноста и покажува дека тешките работи, од тешките работи бегаат мажите, конкретно вашата пратеничка група, а вие како дама сте прва која што до крај останувате посветена да ги браните политиките на владата, кои што и за мене, и за мнозинството овдека, и за граѓаните се неодбранливи. Јас за тоа ви честитав. И тоа свадете како позитивно, дека навистина го мислам. Сега вака да видиме. Јас не бев провокативен. Провокативни се бројките и политиките на оваа влада. За рек Битола ништо не зборував. Ама очигледно кога го поставив прашањето не до вас, бидејќи во делот за енергетика, јас ви се извинив во мојот говор и ви кажав дека тоа повеќе го рачунам како прашање до министерот за финансии, до утре да ми го одговори. Енергетскиот биланс, очигледно на тие што следат состојба овдека во оваа комисија, не им се допаѓа, бидејќи ако енергетскиот биланс ова не го предвидел, или не дај Боже го предвидел, многу луѓе треба да одговараат. И за тоа препоставувам дека вие почнавте да ми зборувате за енергетиката, вас воопшто не ви е упатив и при тоа ви се извинив дека злоупотребувам репликата кон вас за на господинот Бесими да му представам прашање кое што и утре ќе му го поставам да ми го одговори, бидејќи навистина е важно за граѓаните. За рек Битола и ЕБАНА и ЕСМ сум зборувал пред неколку месеци кога цената на електричната енергија се покачи реално, а фиктивно граѓаните добија еднакви сметки со тоа што државата се откажа од дел од приходите. Значи и покрај тие приходи пак 16% повеќе предвидува, тоа се нереални ви кажав, ова е само една причина. Тогаш низ документи овдека, договори кои никој не станавте да ги демантирате, и ниедна телевизија не дојде повторно да праша дали е тоа така, ги вадев овдека документите и ви кажував како околу 300 милиона евра годишно завршуваат во Струмица од тие што копаат. И преходно копали некаде завршувале, затоа државата ни е нова дередже. А може се амнестирате. Разликата од тие што преходно копале и заработувале и овие 400 милиона евра што се завршуваат сега во Струмица е тоа што до 2017 година, кога сегашниот лидер на опозицијата беше директор на ЕСМ, фирмата беше 25 милиона евра во суфицит. Значи, покрај се што ќе подмирите, 25 милиона евра оставате на државен буџет за некаде каде што чкрипи да се помогне. А разликата е сега што тие 25 милиона ви се изедени, плюс 15 милиона имате направено нови долгови. Тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. И тоа се бројки. Низ ЕСМ, ако ги гледаме, тие се бројките. Инаку, кога зборувавме за струјата и енергијата, како секој ден господин по презиме, не могу ни памтам презимето, тоа беше историја на Алсат, кој што истражувале со документи, јас само ги позамив од таму, никој ништо не зборувавте. И наместо државата да оди од едно ниво кон подобро, реалноста дека државата оди кон многу полошо ниво и се многу поголеми загубите сега, неголи во претходната влада, сите своји мани кои што ги имала истата. Сега, има заслуги и друга влада, например. Еве да речеме, зошто ние не ви избрифирале, јас ќе ви избрифирам и тие кои што гледаат и што ви брифираат. Например, ако сака да се пофала, ќе кажеа дека ние денес имаме струја и можеме да позајмиме електрична енергија од соседството и од Европа, затоа што од 2003 до 2008 година
се правеа оние далноводи, каде што енергетски се поврзавме со Европската енергетска мрежа. Тие ги правеа кола. И затоа имаме денеска електрична енергија. Доколку ова ни се случеше 2003, 2004, 2005 или 2006, ќе имавме рестрикции, ќе немавме. Сега немаме рестрикции, ама имаме 350 милиона евра од буџет кој што мора да ги вбризгаме таму, или 380 ќе видиме, и народот тие треба да ги плати, а некој треба да одговара зашто народот ги платил, а при тоа не му било ништо најавено. И тоа е факт. Исто како што е факт дека сте произведували електрична енергија за да го намалите платно девизниот дефицит у државата, кој што го имавте реално, а фиктивно го прикривавте, баш една од мерките беше и струјата, и од Шпилје до Калиманци вода нема никаде. Струја нема, мазут нема, јаглен нема. И сега ќе викнеме 1000 камиони со по 2 тона и кидат по патиштата и патишта ќе немаме до година и пак имаме 350 милиони евра долг. И затоа некој мора да одговара. И затоа треба и јас и вие овека заедно да бараме одговорност. И затоа пак ќе ви кажам, го поставив прашањето за енергетскиот биланс. Јас само сум критикувал, не колешки. Никогаш само не критикувам. Никогаш. Секогаш кажувам и што треба да се направи. Ако се сеќавате, на една од седмиците, ја баш зборував дека и премиерот беше кој му реков, јас не знам тој како гледа ќе се развива оваа држава. Хидроцентрали мали да не се граделе, некои невлади не дозволувале. Чебрен галиште, Бошков мост да имало рис. Рудници да не се отварале, како ќе се развива оваа држава? Ако ние гледаме Германија има се од ова, само е ставено во рамка на никого да не му пречи. Така што генерално, кога зборуваме за електрична енергија, секогаш и без оглед на тоа што дел од јавноста можеби не се согласувала, јасно и гласно сум кажувал дека на оваа држава и требаат и фотоволтаици и требаат мали, поголеми, дај Боже, хидроцентрали, а Бошков мост 5 пати го зборам од оваа говорница, бидејќи премиер кажува Чебрен галиште, Бошков мост, еве само што не е готово, 3 години поминаа. Са вие ако не му барате во партија, јас му дека мене не ми е ништо, ја ќе му барам бидејќи граѓаните го бараат тоа, а ние мора да го пренесеме тоа. Понатам воздухот го зборувавте. Што било 2015 година со прашина, со пепел, навистина тој случај не го знам, не ви коментирам дека не сте во право. Јас ќе ве потсетам на работа. На амбиентален воздух и зелена трева 2017 година дојдовте на власт, на локални избори во сите општини во Македонија. И тогаш и сега зборував дека тоа не е така, дека блефирате и дека вистината дека излезе на виделина. Еве, по 4 години вистината излезе на виделина. Тоа не е работа, тоа се локални избори. Наша работа, бројките кои што ви ги читав, намалени за справување со нечистиот воздух, се напишани од министерот кој што вие го гласате за да биде министер. Ако вие не го гласате, тоа нема да биде министер. Факт е дека Човеков ни ги намалува цело време бројките за амбиентален воздух и факт е тоа јас реагирам, бидејќи реагираат најголем дел од граѓаните. И тоа да го расчистиме. Одиме понатаму. Зборував дека нафрлам информации, јас не нафрлав никакви информации, одев по забелешки од вашиот говор. И никогаш, ама никогаш не се користам со моја лична перцепција, туку секогаш го кажувам кој е изворот, а најчесто и 99% тоа е извор пишан и јавен податок кој што претходно никој не го демонтирал, така што генерално тоа не е коректно. Кога зборуваме за субвенции, за грантови, треба да знаете дека Европска Унија е едно, Обединети нации е друго. ИПА фондови се едно, ИПАРТ програми се друго. Така да, ве молам, тука маце работите се измешаа, значи грант и кредит не е исто, оставете го тоа на страна. На крај завршивте со долгот. Дека долгот бил намален. Ја не знам, почитувана колешки. На првата страна од буџетот пишува дека долгот проектиран од господинот Бесими, односно владата на Република Македонија, изнесува до крајот на оваа година, треба да изнесува 65,9%, тоа се 66%. Како колешки е намален кога сега е 62? Одиме на 66 и најодговорно ви тврдам дека нема да биде 65,9, туку ќе биде многу повеќе. Затоа, да се јавуваме конструктивно, а не критика ради критика, реплика ради контрареплика, туку да видиме што може да поправиме. Утре ќе ви дадам информации
овдека каде ние по сите параметри каде отиде регионот. Регионот. Колешке Марија, Косово е пред нас. У 85% од параметрите Косово, што уште не е членка на Обединетите нации, има подобра економска политика од Македонија, тоа е за мене неприфатливо. А треба да биде за секој од вас неприфатливо. Не може странскиот инвеститор да се чувствува по-безбеден у Косово него ли во Македонија. Не може ние да имаме 250 милиони инвестиции, Албанија да има милиарда и 100. Не може ние да имаме 250 милиона странски инвестиции, Црна Гора да има 536. Нема одбрана тука, колешке, и затоа уште еднаш така ќе завршам. Ви честитам на храброста што излеговте и кажавте неколку убави аспекти, барем колку што можевте, во врска со овој несоодветен буџет. Благодарам.